Гледате дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Со вас се настаните кои го одбележаа денот. Ратификуван договорот за стратешко партнерство со Обединетото кралство. 76 пратеници гласаа за, само 6 против. Изборот на Трајко Славевски за гувернер на Народната банка заглави во дневниот ред. Обвинителството ја прошири истрагата за пожарот во Пулс. Осомничен и сопственикот на објектот од сервис за автомобили незаконски го пренаменил во кабаре. Молк од Бугарија за иницијативата за диалог. Мицкоски ја повика опозицијата да се вклучи во лобирање за извештајот на Европскиот парламент, кој го признава македонскиот идентитет и македонскиот јазик. Путин испорача 5 услови за крај на војната. Во тема на денот вечерва за процесот на дигитализација и промените кои што ги носат новите законски измени, интервју со министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Останете со нас. Со 76 гласа за и само 6 против, пратениците попладнево го ратификуваа договорот за стратешко партнерство со Обединетото кралство. Попладневниот дел од дебатата следеше колегата Даниел Василев, го имаме во живо во централниот дневник. Даниел, во текот на дебатата целата опозиција беше против, но гледаме само 6 гласале. Што е со останатите? Добар ден, Иван. Тоа беше можеби најинтересниот момент од попладневната расправа на предлог законот за ратификација на договорот за стратешко партнерство со Обединетото кралство. Со оглед на тоа што иако пратениците од опозицијската СДСМ беа можеби најгласните на собраниската говорница, сепак тие не гласа кога се гласаше за ратификација на овој договор. Практично овие 6 гласа против доаѓаат само од пратениците на левица. Имаме кратко парче од гласањето да го погледнеме во продолжение. Вкупно гласа 82 пратеника, 76 пратеници гласаа за, 6 пратеници гласаа против, воздржани нема. Констатирам дека Собранието го донесе законот за ратификација на договорот меѓу владата и владата на Обединетото кралство на Велика Британија и Северна Ирска во врска со партнерството за реализација на инфраструктурни проекти. Да, не гласа против, но има голем број на забелешки. Како течеше дебатата попладне? Оваа расправа започна уште на почетокот остро со оглед на тоа што практично опозицијата обвини дека договорот е ништовен поради тоа што во англиската верзија на договорот кој што е испратен до Собранието пишува дека потписник на него е заменик председателот на државата. Од друга страна, од Министерството за надворешни работи велат дека сепак станува збор за техничка грешка. Да погледнеме дел од оваа расправа во Собранието. Кога видиме англиската верзија, каде што е потпишан договорот, ова е ништовен документ. Зошто е ништовен документ? Затоа што вика го потпишал Vice President of the Republic of North Macedonia. Значи, ние како држава немаме подпредседател на Република Северна Македонија. Таква функција последен беше Љупчо Георгиевски. Замина. А во македонската верзија стои дека потпишал заменик председател на владата на Република Северна Македонија. Ако е вака, тогаш нема апсолутно важност ваков еден договор или спогодба, како сакате наречете го. Кога се потпишуваат меѓународни договори, се потпишуваат повеќе примероци во смисла на тоа англиска оригинална верзија, македонска оригинална верзија и преводи на двете верзии. Во случајов, според мене, она што успеав да го забележам од подписот, е настаната техничка грешка во делот на англиската верзија, не и во македонската, која што има соодветен превод и на англиски, туку во англиската. Овие прашања се разрешуваат на тој начин што се дава, фактички се разменуваат ноти и се поправа таа техничка грешка, инаку јасно е дека во име на владата на Република Северна Македонија го има подпишано вице-премиерот, односно
Во вториот дел од расправата опозицијата обвини дека станува збор за договор кој што не е ексклузивен само за Македонија и дека ова е практично една политика на Обединетото кралство за преку која што таа дава заеми на помали држави. Од друга страна, од власта уверуваат дека ова е историски договор за кој ќе се пишува во книгите по историја. Во продолжение да погледнеме дели од оваа расправа. Ова не е договор што создава нешто единствено или стратешко поинакво за Македонија. Ова е дел од стандардна финансиска рамка што им е достапна на многу држави и нема карактер на ексклузивна или стратешка соработка. Токму затоа, овој документ не треба да се представува како историски успех или пресврт во нашата економија. Напротив, тој е дел од еден поширок процес на задолжување. Овој договор е составен од два документи. Едниот е економско-финансиски и едниот е политички. Тоа што е важно е дека со овој договор ние се зацртуваме на мапата на светот. Не е сеедно кога вие разговарате со било која трета страна, а кога до вас ги имате двете најсилни земји во новиот демократски поредок. Ние имаме стратешко партнерство, повторувам, со Соединетите Американски држави и од оваа вечер кога ќе го ратификуваме овој договор во македонскиот парламент, ние ќе бидеме стратешки партнер и со Обединетото кралство. Иван, тоа беа практично деталите и она се што беше интересно на денешната расправа, на која што пратениците го ратификуваа договорот за стратешко партнерство со Обединетото кралство. Како што кажавме и на самиот почеток, 76 пратеници гласаа за, 6 беа против, а грото од пратениците од опозицијата, оние од СДСМ и од ДУИ, воопшто не гласаа за предлог законот за ратификација на договорот за стратешко партнерство. Даниел Василев, благодарам за овие информации. Пратениците продолжуваат со работа. Стратешкото партнерство помина, но изборот на Трајко Славевски за гувернер на Народната банка заглави на собранискиот дневен ред. Како шеста точка станува неизвестно дали денеска воопшто ќе дојде на ред за гласање. Додека опозицијата се противи на изборот на Силјановска, власта најавува целосна поддршка. Наташа Мерсовска ги има деталите. Предлогот за гувернер на Народната банка заглави во собранието. Пратениците го сменија дневниот ред, па станува неизвестно дали денеска ќе се случи изборот на шестиот поред гувернер. Универзитетскиот професор Трајко Славевски е името кој го предложи председателката Давкова, а за да биде избран ќе бидат потребни 61 глас од пратениците. Опозицијската СДСМ најави дека жестоко ќе се спротистави, затоа што сметаат дека партиски човек ќе подкопа независноста на Централната банка. Поддршка нема да добие ни од Алијанса на албанците. Централните банки секаде во светот се меѓу најкредибилните институции и според закон и според устав тие институции треба да бидат независни за да се одбегне влијанието, можното влијание на владата, на политичките партии врз монетарната политика. Во овој случај ние го имаме спротивното. Значи сите знаеме дека професор Славевски 30 години наназад е политичка личност, партиска личност, имал министерски функции, пратенички функции. Владачката ВМРО-ДПМН пак го тврди спротивното. Славевски е личност со интегритет, кој ќе зачува независноста на монетарната власт. Она што деновиве провејуваше низ јавноста, а кое што можев да го видам од сите страни, е дека никој не ја оспори квалификацијата и професионалниот интегритет на господинот Трајко Славевски. Јас сум убеден дека времето ќе ги демонтира СДСМ, затоа што господинот Трајко Славевски се има покажано и докажано во општествениот живот дека е човек кој што знае да се грижи за државните интереси и дека монетарната политика во државата во наредните години ќе биде во сигурни раце. Трајко Славевски е професор на економскиот факултет и актуелен председател на Советот на град Скопје. Од осамостојувањето на Македонија бил советник на министерот за развој, пошто станува и министер за развој во 99-та. Од јули 2009-та во владата на ВМРО-ДПМН станува министер за финансии. Креатор е на даночната реформа и воведување на фискализацијата. Во Народната банка ќе треба да се грижи за стабилноста на денарот и банкарскиот сектор, како и одржување на инфлацијата под контрола. Мандатот на гувернерот трае 7 години. Славевски ќе седне на местото на Анита Ангеловска-Бежовска, а во изминативе 35 години. На оваа позиција беа и Димитар Богов, Петар Гошев, Љубе Трепески и Борко Станоевски. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.
Владата донесе оперативен план од 40 милиони евра, кој ќе опфати над 16.000 граѓани. Најголем дел од мерките се однесуваат за млади до 29 години. Владата ќе дава по 10.000 евра неповратни средства на млади невработени до 29 години да започнат собствен бизнис. Ова е една од мерките од владиниот оперативен план за вработување, вреден 40 милиони евра и кој треба да опфати над 16.000 граѓани. Годинава е планирано да се ангажираат и 400 потешко вработливи лица како пожарникари, кои ќе добиваат по 24.000 денари месечно и ќе се стават на располагање на општините доколку има потреба за справување со пожари. За прв пат државата ангажира толков број на лица кои ќе помагаат во справувањето со пожарите откако го затекнавме девастиран целиот систем на справување со пожарите. На овој начин се подготвуваме за предизвиците кои следат ова лето и ги преземаме активностите со кои ќе бидеме подготвени. Што се однесува до мерките за млади, очекувано е од вклучените лица околу 65% да бидат млади до 29 години. Особено затоа што сите мерки се креирани првенствено да ја опфатат оваа категорија, а при тоа постојат и такви мерки кои имаат за цел посебно да ја таргетираат оваа група на граѓани. Младите се ставени во фокусот со цел да се спречи одливот на мозоци и работна сила. Мерката самовработување на млади е надополнета со две подмерки, а зголемена и помошта од државата. Мерка поддршка за самовработување која се однесува на невработени лица со минимум основно образование да започнат собствен бизнис. Висината на финансиската поддршка изнесува 7.000 евра неповратени средства за започнување на бизнисот, што е за 1.000 евра повеќе споредено со претходната година. Новина од ова година е подмерката поддршка за самовработување на млади невработени лица до 29 години, при што висината на финансиската поддршка изнесува 10.000 евра неповратени средства за основање на бизнис. Овој износ е рекорден до сега и е точно таргетиран за млади до 29 години, со цел да се мотивираат својот предприемачки талент, предприемачки дух да го реализираат во нашата држава. Лицата за да ги користат мерките треба да бидат евидентирани во Агенцијата за вработување како активни баратели на работа. Според оперативниот план за 2025, владата ќе доделува младенски додаток за до 23 години за вработени во областа на производството во висина од 3.000 денари, како и поддршка за вработување на лица со попреченост, а ќе се поттикнува и практиканството. Има и програми за повеќе обуки, меѓу кои за возачка, странски јазици, компјутери, кои се однесуваат за долгорочно невработени корисници на социјална помош и други загрозени категории, со цел овие лица со низок степен на образование да имаат побрз и подобар пристап до вработување. Александар Динев, Сител телевизија. Вечерва со почеток од 19 часот извршниот комитет на ВМРО ДПМН одржува седница. Според официјалните информации кои ги сподели од партијата, на седницата ќе се дискутира за предлози за кандидати за градоначалници од ВМРО ДПМН за предстојните локални избори. По седницата во 21 часот е најавена изјава за медиумите. Повеќе детали очекуваме во вечерните вести. Обвинителството ја прошири истрагата за пожарот во Пулс. Осомничен и собственикот на објектот од сервис за автомобили незаконски го пренаменил во кабаре. Молк од Бугарија за иницијативата за диалог. Мицковски ја повика опозицијата да се вклучи во лобирање за извештајот на Европскиот парламент, кој го признава македонскиот идентитет и македонскиот јазик. Јавното обвинителство ја прошири истрагата за пожарот во дискотеката Пулс. Повеќе од 2 месеци по трагедијата во предметот е опфатен и собственикот на објектот кој се сомничи дека со незаконски дејства помогнал од сервис за автомобили салата да се пренамени во кабаре. Со уште едно лице е проширена истрагата за пожарот во дискотеката Пулс. Основното јавно обвинителство Кочани донесе наредба за спроведување истражна постапка кон собственикот на објектот, кој исто така е осомничен како соизвршител на тешки дела против општата сигурност.
Од действијата преземени во текот на досегашната постапка се обезбедија докази кои упатуваат на основано сомнение дека осомничениот, како сопственик на недвижниот имот објект во кој со години функционирала дискотеката, го издавал под закуп на еден од претходно осомничените, без да поднесе барење и да добие одобрение за пренамена на објектот од надлежен орган, заеднички и во договор со осомничениот, неформален сопственик на правното лице, тој на различни датуми и во повеќе наврати во временскиот период од 2012 година до месец март 2025 година преземал градежни активности со кои извршил и учествувал во незаконска пренамена на објектот од намена Г3 сервиси и сообраќајна инфраструктура во намена Б3 големи угостителски единици и овозможил во објектот незаконски да се врши угостителска дејност, дискотека кабаре, стои во соопштението од обвинителството. До судија на претходна постапка доставен е предлог за определување мерка на предпазливост. До утре членовите на семејствата на жртвите и повредените ќе може да дадат исказ пред јавен обвинител да ги остварат своите права како оштетени и да се приклучат кон кривичниот прогон. За Сител, Трајан Ристовски. Владата најавува заедничка акција со Европската комисија именувана како Кочани 2030 за реконструкција на инфраструктурни објекти како што е Кочанската болница, но и училишта, спортски сали, паркови и патна инфраструктура, за што веќе било разговарано на средбите со председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Со председателката на Европската комисија разговаравме да имаме заедничка акција, да направиме јасен план за Кочани во кој што ќе вложиме огромна сума пари во реконструкција на ваков тип на објекти, меѓу кои и Кочанската болница, но и на други инфраструктурни објекти. Подготвуваме еден огромен проект кој ќе биде реализиран од оваа влада и за граѓаните на Кочани, информираат од владата. Од таму посочуваат дека повредените од пожарот во Кочани се прв приоритет за владата уште од првиот ден, изразувајќи уверување дека ниту еден пациент нема да остане незгрижен и ниту еден пациент нема да остане нетретиран онака како што заслужува. Социјалдемократскиот сојуз во антикорупцијската комисија ги достави документите за тендерот за униформи во МВР и побара итна постапка. Денеска сме тука пред Државната комисија за спречување на корупцијата да побараме итно постапување по овие сериозни сомнежи за корупција. Ќе ги предадеме овие документи да се истражи до крај дали станува збор за наместен тендер, дали станува збор за однапред договорен тендер, чии интереси стојат за овој тендер вреден 4 милиони евра. Државната комисија за спречување корупција мора да отвори предмет, да ги истражи сите факти и конечно да обезбеди одговорност. Време е Државната комисија за спречување корупција да покаже дека не се неми наблюдувачи на криминалот, туку дека се бранители на јавниот интерес. Во време на Социјалдемократскиот сојуз, кој сега без срам зборува за наводни криминални тендери, полицајците беа принудени сами да си крпат, шијат или позајмуваат делови од униформи од пензионирани колеги, велат во реакцијата од ВМРО ДПМН. Тендерската постапка за набавка на униформи за специјалните единици е спроведена согласно сите законски прописи, имајќи го предвид интересот на Министерството, водејќи се од квалитетот и најниската цена, а исто така овозможувајќи фер пристап за поголема конкуренција. Друга важна компонента на договорот е рамковната спогодба, која не предизвикува директна финансиска обврска за Министерството, што значи дека исплатата ќе се прави согласно потребите и динамиката на испорака на униформите. Со заминувањето на СДС во опозиција заврши и времето на неказнивост, хаос и наместени тендери. Сега е време на одговорност и на почитување и спроведување на законот, велат од ВМРО ДПМН. Како дигитализацијата влијае на економијата, општеството и јавните услуги. Ова е тема на 11-та конференција за e-управување во Талин, Естонија. Повеќе од 650 експерти и политичари од 85 земји дискутираат за овие важни теми. Под мотото од бајти до бенефити, годишното издание го става фокусот врз тоа како технологијата може да создаде реални и мерливи придобивки за граѓаните и за институциите. Од Талин известува Мартин Арсов. Денеска и утре во Талин, главниот град на Естонија, се одржува 11-та конференција за е-управување. Повеќе од 650 експерти и политичари од 85 држави дискутираат за тоа како дигитализацијата влијае врз економијата, општеството и квалитетот на јавните услуги. Под мотото од бајти до бенефити, годинешното издание го става фокусот на тоа како технологијата може да создаде реални и мерливи придобивки, како за граѓаните, така и за институциите.
Конференцијата се смета за главна глобална платформа за размена на искуства во дигиталната трансформација. Естонија, која важи за лидер во оваа област, ќе го сподели своето искуство со воведување на вештачката интелигенција во јавните услуги и намалување на бирократијата. We do have digitalized services, but we don't have automated services. So actually we are still doing manual work behind the digital services. So yes, Estonia is a good example of 100% of our public services are digital. When it comes to the interoperability, then through this innovation we have built 36 self-service portals. So now we are standing in a place where we are asking, should we have all of these kind of self-service portals? When you have different agencies and if they do not talk to each other, then you can easily have a situation when you ask for something and that agencies will respond to you that, oh, actually, this is not in our realm, you have to approach a different agency. And this is what creates bottlenecks for businesses. So when these agencies are interconnected, it's easier for businesses to do things on the ground. Еден од клучните говорници на конференцијата е македонскиот министер за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Тој ќе има излагање утре. За Сител од Талин, Естонија, Мартин Арсов и Тони Маневски. За процесот на дигитализација во Талин, Естонија, колегата Мартин Арсов разговараше со министерот Стефан Андоновски. Во тема на денот вечерва разговарам со Стефан Андоновски, министер за дигитална трансформација на Македонија. Министер, добро вечер. Добро вечер, благодарам на можноста. Почна 11-тата конференција за управување овде во Талин, Естонија. На настанот ќе се истражуваат ефектите од дигиталната трансформација врз економијата и незините финансиски трошоци. Вие сте еден од клучните говорници, барем така бевте најавени во текот на вчерашниот ден на брифинзите кои што ги имавме со организаторите на настанот. Па ајде на почеток краток вовед да ни откриете повеќе детали за конференцијата, но и за незиното значење. Па за важноста на оваа конференција зборува фактот дека се организира веќе 11-та година поред и за бројноста на луѓето кои што ја посетуваат секоја година, десетици учесници, панелисти оваа година на ниво на министри, директори на институции, но и голем дел од приватниот сектор е присутен, а и стотици, да не речеме илјадници учесници кои што сакаат да слушнат нешто, да се вмрежат, да искомуницираат. Честа е голема да бидам поканет да зборувам. Често знам да кажам дека Естонија се уште важи за пример во Европа, па и пошироко за управување или демократија, начинот на кој што државата функционира дигитално, брзо, ефикасно, без корупција и е пример за сите држави кои што сакаат нешто повеќе да направат во својата држава. Минатиот пат кога бев присутен тука бев на дигиталниот самит Талин Digital Summit, на кој што исто така зборував, тогаш зборував за сајбер безбедност и плановите кои што ги имаме, беше октомври месец, неколку месеци по започнувањето на функционирање на новата влада во Македонија, а денес можам да зборувам за успесите кои што ги направивме во изминат период, за плановите во иднината и не само да научиме нешто од ваквите конференции, туку и да дадеме активен придонес, да покажеме добар пример од кој што можат да учат и државите од регионот и од светот. Да, Естонија работи на намалување на бирократијата, меѓутоа и на воведување вештачка интелигенција во јавниот сектор и во образованието. Што се може да научиме од естонците и колку Македонија е далеко од овој чекор? Па секогаш зборувам дека во поглед на дигитализацијата чекорите можеме да ги правиме квантно, можеме да правиме големи чекори напред, а за тоа да не бараме преголеми средства. Естонија, како што туку слушнавме, има над 200 проекти за вклучување на вештачката интелигенција во функционирањето на администрацијата. Ние овој пример мораме не само да го следиме, туку и да предводиме. И од тука ќе најавам една новост која што ја подготвуваме, а тоа е вклучување на модели на вештачка интелигенција во функционирањето на порталот за административни услуги, услуги.gov.mk, кои што на многу лесен начин ќе им дозволат на граѓаните да стигнат до потребната услуга
услуга, а во напредна фаза ќе анализираат кој е профилот на секој граѓанин кој што го направил на тој портал и да му ги дава секогаш први услугите кои што би му биле најпотребни или најкористени. Секако сакам да стигнеме до фаза во која што со еден промпт или едно пишување дека сакате да извадите некој документ или некоја услуга ви е потребна, веднаш да ви биде издадена таа услуга, но процес на учење има специфика дека тоа е македонски јазик и ќе му треба малку повеќе на јазичните, ќе ми треба време на јазичните модели да учат, но мислам дека за многу брзо време ќе стасаме и ние да имаме вакви квалитетни проекти како што има и Естонија во поглед на употребата на вештачката интелигенција во работата на институциите. Најавив еден проект пред скоро месец дена, тоа е смарт лиценци, кои што на автоматизиран начин ќе истражуваат дали некоја институција, компанија ги исполнува соодветните услови за добивање на лиценца, но и понатаму дали продолжила да ги исполнува условите или настанала некој прекен, со што ќе јавува на контролорот на институцијата, на регулаторот, дека определена лиценца треба да се повлече, да се истражи, да се исконтролира и мислам дека на овој начин во голема мера ќе намалиме корупцијата, ќе зголемиме контролата на лиценцираните компании. Освен оваа новина, владата вчера го усвои новиот закон за електронски комуникации и првиот закон за сајбер безбедност. Вие вчерашниот ден го нарековте историски ден. Зошто? Па изминатиот период мислам дека ни се случуваат многу сериозни историски моменти. Во поглед на дигитализацијата, ова се двата клучни закони кои што го туркаат процесот на дигитализација во една држава. Законот за електронски комуникации дава сеопфатната рамка за функционирање на телекомуникациите. Ние со овој нов закон се усогласуваме целосно со два клучни европски документи, код регулативата и директивата, односно гигабит инфраструктур регулативата или актот, што значи дека ќе бидеме целосно согласни со најновите политики кои што ги има Европската унија и тоа е многу значајно затоа што ќе ги поттикне инвестициите во новите технологии. Ќе биде многу полесно да се постават базни станици, ќе биде многу полесно да се инсталира опрема, да се тестираат нови технологии, поголема транспарентност на Агенцијата за електронски комуникации, начинот на функционирање нејзин, но за мене многу значајно и што ја почитувам и домашната регулатива. Имено имаше едно мислење на Уставниот суд во кој што тргна во процес дури на поништување или укинување на определени одредби од Законот за електронски комуникации. Со овој нов закон ги регулираме и овие прашања и мислам дека веднаш штом ќе помине во собрание ќе имаме многу квалитетен закон. Законот за сајбер безбедност или формално наречен Закон за безбедност на мрежи и информациони системи нас не е многу важен затоа што за прв пат државата носи ваков закон. Иако тоа требало да го направи пред 13 на 14 години, усогласување со првата низ директива, ова е усогласување со втората, значи одиме на најновите можни трендови кои што ги следи Европската унија. Тоа не значи дека ќе бараме веднаш следниот ден сите институции и приватни компании да се усогласат, но имаме многу прецизни рокови во законот кои што до 2027 година ќе треба целосно го усогласат однесувањето на институциите. Што е важно, не е само закон сам по себе, формирање на сектор за сајбер безбедност во Министерството за дигитална трансформација, нешто што ние веќе го исполнивме, јасно функционирање на тој сектор како точка за пријавување инциденти на владино ниво, една платформа за комуникација и нешто што мислам дека е многу значајно, тоа е првпат препознаваме сајбер професионалци. Тоа ќе бидат лица вработени или во секторот за сајбер безбедност кај нас, или пак во сите клучни важни институции од Министерство за финансии, Управа за јавни приходи, енергетика, земјоделие и сите важни здравство и сите важни сектори кои што постојат, да не ги спомнувам и одбраната и Министерство за внатрешни работи, Агенцијата за безбедност, кои што ќе ги препознаеме како сајбер професионалци, ќе имаат додаток на плата од 40%, нешто што мислам дека е многу важно за да ги мотивираме да останат во јавната администрација, се надградуваат и да сметаме на нив кога треба да пријавуваме инциденти, да се справуваме со инцидентите и да посакаме сите да имаме помалку, но трендовете се такви да бројот на сајбер инциденти, сајбер напади, хибридни закани се зголемува во Европа, но сега гледаме трендови на намалување во државите кои што преземаат вакви мерки. Носат закони, имаат јасна регулатива, формираат тимови и работат и превентивно и реактивно на ваквите процеси. Со оглед на тоа што ова е сериозен потфат, колкав рок им давате на институциите?
Точно, голем потфат е и захтева или бара финансиски издатоци, финансиски средства и баравме институциите во соработка со Министерството за финансии на долг рок, во долгорочните стратегии да си ги планираат овие средства, затоа што не може да размислуваме за дигитализација без сајбер безбедност. Во ред вие ќе имате дигитални процеси и услуги, ќе ги нудите на граѓаните, но ако вашите системи не се заштитени, ако никој не се грижи за тие системи, голема веројатност истите да бидат нападнати податоците на граѓаните под закана, под некоја украдени или треба да плаќате големи средства. Роковите се динамични, нашите рокови се малку побрзи, значи Министерството ќе влезе веднаш во активности до 2026-та втора половина некаде, ќе завршиме со сите подзаконски акти, со формирањето на тимовите, опремата и така натаму, додека другите институции до крајот на 2027 ќе треба да се справат. Зошто ова не е толков издаток? Често го кажувам. Прво затоа што со отклучувањето, со донесувањето на овие два закони, отклучуваме повеќе од 10 милиони евра од реформската агенда, кои што ќе значат директна инвестиција во вакви проекти инфраструктурни, инвестициски, капитални. И вториот дел, многу помалку чини вие да се подготвите сега, а да имате помалку напади и тие да бидат помалку страшни, отколку да ви се случи напад во кој што ќе ви ги заклучат податоците од социјално, пензиско, здравствено осигурување на граѓаните, треба да платите милиони евра во така наречен ransomware или на киднаперите на тие податоци, да се изразам попластично, за тие да ви ги вратат тие податоци, а тоа се случува многу често и тогаш државите одлучуваат да одделат средства за да ги заштитат, односно ги вратат изгубените податоци на граѓаните. Не сакаме тоа да не се случува, не сакаме тоа да не се случува често, можеби ќе го има во определени институции, но на овој начин се справуваме да тоа биде да реагираме и превентивно и реактивно и да го намалиме тој издаток, а да вложуваме во нашите силни капацитети за отпорност. Колку можат македонските граѓани да се сигурни дека нивните лични податоци се безбедни? Ние правиме често тестови. И во моето министерство ќе имаме дополнителен број на тестове, затоа што прилично голем број на податоци прибираме и ние, но и во други институции можам да кажам дека граѓаните треба да бидат спокојни. Најголем дел од податоците се целосно безбедни. Секако ни се случува и во минатото сајбер напади, може да се случуваат и во иднина, не велам дека нема да се случуваат, но во голема мера институциите кои што се клучни внимаваат на овие прашања. Ние минатата година донесовме минимални технички стандарди кои што треба да ги исполнуваат институциите и план за постапување кој што е споделен со сите институции и се надам дека во наредниот период уште повеќе ќе ги градат системите. Еве еден клучен апел кој што ќе искористам приликата да ја споделам и со институциите и со компаниите, секогаш нивните верзии, лиценци кои што ги имаат да бидат во најновиот можен формат. Цената што се плаќа не е ништо во споредба со тоа колкава може да биде опасноста доколку имате сајбер напад. Какви се опасности ги демнат личните податоци? Јас тоа го кажував со нелегалните приредувачи на игри на среќа. Од личните податоци како што се име, презиме, матичен број, датум на раѓање секако, до банкарски податоци ако ги оставите неплански на некој нелегален приредувач на игри на среќа или на некоја онлайн платформа, до податоци за имот, податоци за собственост и до податоци за врска со семејството, со други поврзани лица. Најчесто граѓаните за жал овие податоци ги даваат самостојно. Ќе им ги побара некој лажен вебсайт или некој нелегален приредувач на игри на среќа, тие ќе ги споделат со тие и потоа тие податоци можат да се украдат, така што секој податок кој што граѓанинот го остава како принт, како отпечаток во дигиталната сфера може да биде потенцијално украден или злоупотребен, затоа треба да се биде многу внимателен кои мејлови се кликаат, кои пораки, на SMS пораки се кликнува линкот од некоја лажна пошта или лажен фонд за здравствено или лажна полиција, ги гледавме тие во изминатиот период. Треба да се биде внимателен, исто како што сме внимателни во реалниот свет. На никому не кажува, не ја давате вашата лична карта ако ви ја побара кога одите на пазар или одите низ град, не споделувате свој телефонски број со секого. На истиот начин треба да се однесуваме во дигиталната сфера, со многу помалку верба во работите кои што ни се пласираат, ако тие не доаѓаат се знае од државни органи или некои кредибилни компании кои што ги знаеме. Но секогаш добра проверка, до 2 до 3 пати проверка од каде стигнува пораката, кој е мејлот, дали сте добиле друг пат таква порака, да се биде многу внимателен, апелирам.
Која категорија на граѓани е најподложна на ризици од сајбер измами и дали може би сте размислувале во насока на информативна кампања, едукација на таа категорија граѓани кои што се најподложни на такви напади? Детални анализи морам да признам дека не се правени која социјална категорија е најпогодена. На прва би требало да кажам дека се тоа повозрасните, но не е секогаш така, затоа што повозрасните и помалку ги користат овие алатки и ако никогаш не нарачале ништо од пошта, многу е мала веројатноста да кликнат на таква некоја порака, што значи можеби оваа средна генерација која што би сакала да ги користи алатките, користи делот онлайн купувањето, трговијата, а недоволно ги познава. Ние се фокусиравме стартно на најмладите. Со Центарот за побезбеден интернет веќе се поминати, можам да кажам, повеќе од 50 на презентации и обуки низ целата држава. Одиме во основните, во средните училишта, имавме и хакатон на факултетите, за да разговараме со таа млада генерација, да го научи интернетот и неговите лоши страни да ги разбере, за да не прави грешки, за да не се случуваат закани, булинг на интернет. И оди навистина добро проектот и тоа не мотивира малку да го прошириме опфатот. До крајот на годината ќе имаме онлайн ресурс, нешто налик на сајбер хигиена на основно ниво за сите, кои што ќе можат со едноставно видео квиз со кликање да поминат еден краток тренинг. Тоа ќе биде до крајот на годината, а после опфатен пристап во овој дел, мислам дека ќе имаме веќе од следната година, каде што центрите за услуги кои што сега ги отвараме, нема да бидат само центар за услуга, туку ќе даваат и информација, и помош, и тренинг на заинтересираните граѓани. Андоновски, благодарам за гостувањето во тема на денот. Благодарам многу на можноста. Премиерот Мицкоски најави дека ВМРО-ДПМН ќе испрати партиски представници за да лобираат извештајот за Македонија на известувачот Томас Вајц да биде усвоен во Европскиот парламент. На помош ја повика и опозицијата. Официјална Софија е се уште без одговор за можната средба меѓу македонската претседателка Силјановска Давкова и нејзиниот бугарски колега Радев на предстојниот НАТО самит во Хаг. Додека трае молкот од тамошните власти, бугарските медиуми пишуваат дека Европскиот парламент е пред усвојување на извештај за напредокот на Македонија, кој ќе содржи признавање на македонскиот идентитет и јазик на 4 места. Признавањето било постигнато откако известувачот на ЕУ за земјава Томас Вајц добил поддршка од уште 7 известувачи кои ги представуваат политичките семејства во Европскиот парламент. Премиерот Мицкоски очекува европратениците едногласно да го усвојат извештајот, а најави и дека како политичка партија ќе испратат луѓе во Брисел чија мисија ќе бидат разговори со европратениците и потребата од усвојување на таквата резолуција. Ја повика и опозицијата да лобира кај сестринските партии во Европскиот парламент. Ги повикувам сите политички чинители во државата да се обединат и да почнат од денес да вртат на своите сестрински партии кои што имаат европратеници во Европскиот парламент. Знам дека опозицијската СДСМ е дел од едно такво семејство. Ги повикувам уште денеска да почнат и да вртат до своите сестрински партии. А ние денеска како политичка партија ќе имаме извршен комитет и на тој извршен комитет ќе подготвиме стратегија како ВМРО-ДПМН на лице место ќе испрати луѓе кои што ќе бидат деноите кои што се пред нас повторно таму во Брисел. Во меѓувреме германската амбасадорка во земјава изјави дека процесот на проширување на ЕУ треба да биде попредвидлив и дека неопходна е и поголема флексибилност при носењето одлуки во рамки на Унијата. Треба да се има предвид националните интереси на поединечните земји членки, но треба да има начини на кои што ќе се одржи овој принцип на едногласност во донесувањето одлуки, но од едновремено да се воведат и пофлексибилни начини. Евроамбасадорот Рокас пак вели дека посетата на европските челници се доказ за посветеноста на ЕУ за евроинтеграцијата на државата. Смета дека единствен начин за одржување на мирот и просперитетот на континентот е поврзување на, како што вели, сите точки на Европа. Треба да ги поврземе сите точки, треба да ги пополниме сите дупки и треба да имаме навистина искрен и креативен пристап кон дискутирањето, како што претседателот Ламберт го кажа претходно, за да знаеме како да продолжиме понатака. И е потребна исто така храброст малку.
Евроамбасадорот веќе потврди дека се во тек засилени дипломатски активности за да се дојде до можен предлог за деблокада на европските интеграции. Зоран Јаневски, Сител телевизија.